2021 година. Гледам дека групата е доста голема, 56, 55, 57 учесници на оваа работилница, што значи дека темата ви е доста интересна, но верувам дека и некој заради кој што сте вечерва тука е токму предавачот Мухамед, кој што цела оваа година даваше поддршка да се реализираат добро сите работилници од страна на сите инструктори. 36-та работилница, да ви кажам дека до крајот на годината ни остануваат уште 3 работилници, значи не е уште многу, а како што кажавме и преска, навистина голем дел од вас цело време беа со нас во текот на цела година и верувам дека очекувате во наредна година да се случуваат некои промени и ПХВ да се врати во некоја форма во која што може да се вклучите и многу повеќе. Но ќе има време ќе разговараме и за тоа и секако ќе добиете информации. За сите оние кои што не ме знаат, јас сум ПХВ координатор, нешто што го работам во изминатите 20 години со прекрасен тим на инструктори кои што ги спроведуваат и овогодишните обуки. Оваа работилница е во малце поинаква атмосфера, на жалост се започнува, бидејќи овие денови се денови на жалост во нашата земја. Се случи голема трагедија, која што покрај загубите на семејствата навистина донесе големи трагични настани за нас како народ и нештата кои што ги предизвикуваат ваквите емоции, ваквата тага, навистина многу влијаат на секој поединец без разлика на млад човек, на возрастен, но нешто што навистина не потресе сите многу. Сочувство на семејствата на загинатите, нека почиваат во мир. Продолжуваме понатака и тука некаде ми остануваат оние техничките работи кои што денеска јас треба да ги направам, бидејќи како што кажав веќе Мухамед е денеска предавач. Но сепак тој малце ќе ми помогне во делот на пуштање на слајдот, така за да можам да ја завршам работата пред да му го дадам него зборот како што треба. Како што кажав веќе 36-та работилница, предавачот е Мухамед Вели. Некои технички информации кои што мислам дека вие сите многу добро ги знаете бидејќи гледам дека до сега не се случило некој од овие работи да не бидат почитувани. Во секој случај, ние секогаш сме подготвени да не се грижите ако пукне линк, дека веднаш имаме нови, се префрламе на друга работилница, работилницата се снима, така да оставаме простор ако не ви е пријатно да исклучите вашата камера, ако ви е пријатно па може да се гледаме, така да може слободно да ја уклучите. Знаете дека веќе утре дента пишуваме информација и кажуваме како поминала работилницата и таа е објавена на нашиот YouTube канал и се надеваме дека следната година ќе биде објавена и книга со сите 39 работилници од страна на 39 инструктори заедно со 39 видеа кои што беа всушност снимени. Никој друг не ја снима работилницата освен нас, да речам, тие кои што се незадолжени, да речам, за реализирање на програмата. Она правило кое што е важно за да постои некаков ред, тоа е кога зборувате, кога не зборувате, значи да бидете на мјут, а секако кога зборувате да не бидете на мјут. Не користете лажни имиња, гледам дека овде лажни имиња нема веќе, сите веќе и добро се познаваме, така да е многу пријатно и кога се вклучувате со меѓусобно поздравување и уважување, навистина една пријатна и убава атмосфера. Следат благодарници, некои од вас веќе ги добија бидејќи им беа потребни за нивните запишување на училиште или на факултет или како и да е, но на крајот на годината секако дека ќе го реализираме и тоа дополнително. Ако сакате нешто да прашате, користете ги оние знакови кои што ги имаме, виртуелни рачиња, за да имаме некако вабер дека некој нешто сака да каже. И секако доколку непристојно се однесувате, ќе бидете одстранети, мада мора да кажеме со Мухамед за овие 36 работилници колку што ги реализиравме, дали еднаш или два пати одстранивме неколку и тоа беше некој кој што не знаеме ни како залутал на нашите работилници. Ако имате некои предлози, сугестии, а секогаш сме отворени кон нови нешта, може да ни пишете на phv@majmuncheredcross.org.mk. Тоа е уствари мојот службен мејл кој што јас секојдневно го проверувам, така да слободно кога размислувате, кога сте во некоја креативна мисла, кога сакате нешто да споделите, пишете ми и помогнете на нашата работа и секако ќе добиете фидбек од моја, односно од наша страна. И сега уште збор 2-3 за ПХВ програмата.
Мада можам да кажам дека овој дел вие навистина добро го знаете, бидејќи некои од вас се инструктори во програмата, некои од вас учесници, некои беа дисеминатори, некои се сретнаа со програмата преку овогодишниот пристап. Тоа е програма која што веќе 20 години функционира во нашето национално друштво. Тоа е алатка за регрутирање, но и за задржување волонтери во редовите на организацијата. Она што е важно за нас дека ние на младите луѓе им даваме можност да се смени нивната дневна рутина, значи да правите нешто различно, да не бидат само телефони и социјални медиуми, туку некои корисни работи со кои што си помагате самите себе си, но да речеме на луѓето во заедницата. Имате можност да ги зајакнете личните капацитети, бидејќи учите како да презентирате, како да јавно зборувате, како да изработувате мали проекти, како да работите како тим и многу други нешта кои што ве прават многу различни од оние луѓе кои што пак немале можност никогаш да волонтираат. Одиме со следниот дел. Како што знаете, оваа година од целиот тим приклучени се 24 инструктори кои што ги држат овие работилниците. Секој четврток од 20 часот, денеска е 36-та обука, која што навистина со задоволство ќе ја проследиме. И последниот дел, Мухамед, останува да кажам дека беа различни теми. Ние програмата ја моделиравме и ја создадовме токму според вашиот интерес. Сакавме да донесеме и некои работи кои што вие ги знаете, но и некои нови нешта, и некои нови работи кои што ќе ве потекнат вие дополнително да истражувате и можеби дури да го пронајдете својот пат понатака за избор на факултет каде сакате да студирате. Така да беа теми различни од типот на филозофија, комуникација, социјални медиуми, личен менеджмент и така натака. Како што кажав, остануваат уште 3 работилници до крај, кои што исто така ќе бидат многу интересни и ви советувам да не ги пропуштите, бидејќи до самиот крај стигнавме заедно. Останува уште еден слайд, а тоа е да кажам 2-3 убави збора за Мухамед, да го најавам него и веќе потоа да си почне тој со оној професионалниот дел во кој што всушност тој е експерт. Мухамед вели е студент по психологија, мада уште многу кратко е студент, бидејќи тој е веќе во завршна фаза, така да завршува. Како што кажав, освен што студира психологија, тој се занимава и со психотерапија, значи нешто паралелно што го прави и е всушност зајакнување на неговите лични капацитети и надградување на неговата професија. Приватно за него тој сака поезија и е ПХВ инструктор, кој што вие всушност веќе го знаете, и тоа се работи кои што Мухамед сакаше да ги сподели со сите вас, но јас како координатор на програмата имав можност да работам со Мухамед последните неколку години и можам да додадам уште многу работи кои што кажуваат многу за него, а едни од нештата е дека тој е многу амбициозен млад човек кој што навистина размислува со својата глава, би кажале, има многу способности да креира нешта и е создаден да ги води другите низ процесот на тоа размислување. Така да верувам дека и низ овој процес кој што нас ќе не спроведе во наредните 1 час, навистина и тој знае како треба, но и ние ќе уживаме во тоа што тој ќе го донесе. Темата е вистини заблуди во поп-психологијата, едва и чекаме да дознаеме кај е паркирано Ферарито и дали со моќта на позитивно размислување може да смениме нешта или пак мора многу повеќе да работиме на себе, на личноста, за да ги промениме работите. Мухамед, повеле. Алекс, фала ти многу за совршената најава. Мене исто така ми е многу мило што имав можност да работам со човек како тебе и многу да научам, особено за фасилитирање, за водење и за што уствари треба да презентираат и колку може да знаат луѓето за колку време, што може да им даде. Добро вечер на сите. Јас мислам дека сите добро ме знаат. Јас сум као банкарот во таа емисијата, следен слайд Мухамед. Тоа ми е никнейм. Вечерва сум во улога на презентер и ќе зборувам за тоа што јас го одбрав како хоби и како професионално занимавање, а тоа е психологијата. Знаете и вие многу добро дека психологијата е хит и тренд во денешно време, заедно со графичкиот дизајн, као што пред 5 години беше економијата и правото, денес е психологијата. Тоа се должи на исто така и на таа популарна индустрија на, така да кажам, психолошки книги, но зашто ја ставив поп-психологија наместо психологија е нешто што ние ќе го дискутираме. Мене ми е намената сите да бидеме активно вклучени и преку гласање заеднички ние ќе ги видиме кои се тие вистини, предрасуди и знаења што ги имаме ние од полето на психологијата и колку се тие уствари психологија. Така да од почеток ние ќе одиме со вашите очекувања
Јас ќе ја замолам Алекс да ми помага, затоа што овој пат јас ги пишувам. Така да може да ги кажете преку микрофон, може да се пријавите со дигање на рака, може да ги напишете на чет, иако би сакал да ве слушнам. Така, не се грижи Мухамед, тука сум јас, така да јас ти пишувам, ти кажувам, ти пишуваш. Михаела Кацарска сака да знае што е уствари поп психологијата. Добро. Океј. Дали имаме некоја рака крената до сега? Ви молам, сакаме да ве слушна. Што позитивно можеме да извлечеме од психологијата? Супер. Има нешто Маја воопшто. Океј. Мартин Ниневски. Фала Мартин за храброста, повели. Кои последици ги придонела поп психологијата кај луѓето? И носи поп психологијата. Дали ми е точен глаголот, али нека стои носи, предизвикува може би поише. Сара Кои се вели, најчести заблуди? да, кои се најчести заблуди во психологијата, додека го пишуваш ти тоа, Џоко искористува помеѓу две пишувања да каже дека му е многу мило што не запозна сите. Џоко и нас ни е многу мило што си ти со нас. И мене ми е мило што ве запознав вас. Мене ми е мило Јаков. Тина вели да дознаеме зошто не е рок, туку поп психологија. Значи да видиме што е разликата меѓу рок, поп психологија, така е. Да слушнеме колку убави размислувања сите ние имаме, те она значи посакува да биде интерактивна работилницата. Моника вели квалитетно поминато време и отворена дискусија. Сузана исто така би сакала да знае што е поп психологијата. Овие делови ги забрзав, пошто некои од нив се повторуваат. Ана Марија вели што се тоа урбани митови, поврзани веројатно со психологијата. Маја додава пошто рок е old fashion, како за кого. Џоко прашува што значи поп психологијата воопшто, ма тоа веќе беше кажано, така да супер само се темелува тоа за кој што ти треба да зборуваш. Михаела прашува дали поп психологијата се применува во секојдневниот живот. Значи поп психологија и секојдневен живот. Океј. Дали имаме уште неколку? Така. Да, и мене така мислеам, така да тие се неколку. Само да ги наредам убаво на нашиот флипчарт. Првото е што представува по психологијата, сите да ни се даде шанса да видиме колку убаво размислуваме, затоа јас ќе ве замолам што повеќе да се вклучувате преку вашиот микрофон, сакам да ве слушнам, што знаете, што мислите, потоа кои последици ги носи по психологијата, и морам да кажам уште веднаш, тие не се само на лично ниво, кои се најчести заблуди, ова ите како добро ќе го поминеме, и зошто не е рок психологија, него е поп психологија. И може уште едно последно, Ана Марија прашува дали има облици на поп психологија, веројатно како поделби, кои се гранки, правци и слично. Доколку има секако. Супер. Таман и флипчартот не е доволно голем да се овие стикери. И ние од наредна година се враќаме на нашите фломастери и флипчартови се надева. Океј, дали има облици? Добро, јас ги гледам вашите очекувања и гледам дека многу од вас ви има оставено впечаток фактот што јас го користам терминот поп психологија и зашто ова го ставив како наслов. Мене тоа ми е многу мило. Тоа значи дека ние од почеток веќе сме почнале да правиме некаква разлика помеѓу поп психологија и психологија. Ова се моите цели за денешната работилница. Да го провериме нашето знаење за психологијата првично, а тоа ќе го правиме во вид на квиз, со тоа што ние ќе гласаме после секое тврдење дали мислиме дека е точно и дали не е точно. Потоа да го прошириме знаењето околу психологијата. Јас сум ставил тука 3 експерименти кои што сметам дека се многу важни да ги знаат од психологијата, затоа што заклучоците што се вадат од нив може да се сведат на колективно ниво. Односно се заклучоци кои што зборуваат за многу работи во општеството и не се само дали
дали музика, пример, помага при учење или нешто слично, иако исто тоа се многу добри легитимни експерименти. Третото е да се осврнеме критички кон индустријата на самопомош, или она што се нарекува self-help industry. Што е тоа? Ќе зборуваме тоа го остави како последен дел во предавањето. Океј, за тие се надевам дека ме следевте во првата работилница што ја одржав ја, а тоа беше вовед во психологијата, па малку за да се навратиме таму, јас имам едно прашање за вас. Што е психологија? Кој ќе се осмели да ми каже? Наука за душата, окей. Повели Михаела. Па психологија е наука која што го проучува однесувањето и менталните процеси кај човекот. Супер. Топ школска дефиниција, фала ти. Повели Мартин. Наука која се занимава со психолошките потреби на луѓето. Океј, психолошки потреби. Повели Ѓоко. Наука што ни овозможува да дознаеме што повеќе за животот. Добро, може да се каже дека на некој начин не наука за животот, затоа што зборува за многу работи што се како важни во животот. Во коментарите имаме наука која го проучува она што е нефизичко во нас. Психологијата е наука за човековите внатрешни доживувања. Супер. Како душа, чувства и реакции на ситуации. Добро. Тогаш да одиме со оваа дефиниција, која што Михаела беше близко, исто така гледам и другите, а тоа е наука која се бави со разбирањето, предвидувањето и подобрувањето на човековото однесување, чувства и емоции. Значи, што прави психологијата? Психологијата, уствари, нашето однесување сака да го проучува на научен начин, односно да прави истражување за нашето однесување. Да види кога ние се однесуваме на одредени начини, што ни помага нас, што ни одмага, кои се одредени фактори во нашите животи што нас прават да се однесуваме на одреден начин, прави вид на студија типот дали светлото помага дали амбиент со поголема светлина е подобар или полош за да бидеме ние продуктивни. Помага да кажува дали буквите во една книга, нивната големина, нивниот фонт, дали тоа ги прави полесни за читање или потешки, попривлечни и слично. Значи, тоа е едни, да кажам, како примери за тоа што може да го прави психологијата. Што е поп-психологија? Многу го спомнавте. Мене ми е важно да ја правим оваа разлика. Океј. Е веројатно модерна психологија. Ана Маре, би сакала ли да ни го објасниш ова? Како мислиш модерна психологија? Кој би ми кажал, што би значило поп психологија за вас? Дали, не знам, мислите дека е психологија која се бави со поп музика? Дали е дневникот на Бритни Спирс? Што е поп психологија? Океј. Популарна психологија, точно. Значи, терминот поп значи популарна психологија. Важи. Поп психологијата се верувања кои се презентираат како знаења кои произлегуваат од психолошки факти. Најчесто не е така. Значи, многу од работите што ние ги знаеме за психологијата, односно мислиме дека се знаење се, всушност не се факти, тие се само верувања. Тие може да произлегуваат од некои истражувања кои биле правени во минатото или пак можеби од некоја реклама или од некој филм што би имаме слушнато, но најчесто не се вистините и не се основани врз вистински психолошки истражувања.
Сега во тек ќе имаме некои, да ги наречам така, заблуди што ние ги имаме, а кои што всушност не се вистините, истражувањето од психологијата не се сложуваат со нив. Така да одиме со првото. Не треба диплома за да станеш психолог. Јас би сакам да знам што мислите вие за ова и одма го пуштам полот. Ве молам да гласате. Знаеме сите како да дојдеме до полот? Не, добро. Океј. Тука јас ќе го само малце ќе морам тоа да ви го покажам на некој начин, така да нека биде вака. За момент гледате го мојот екран. А тоа е... Алекс, дали може да ми потврдиш дека го гледаме екранот? Значи, во ова Да, делче го гледам. Да, го гледаме. имаме polls. И тука имаме гласање, ствари. Каде може ни да гласаме. Добро? Океј. Може тогаш да се вратам. Тап. Добро. Ајде да ги видам резултатите кои се. Резултатите се сега за сега имаме 24 гласови. Дали треба диплома за да се стане психолог? Имаме 20 гласови да, 7 гласови за не, имаме 21 глас за да, 7 гласови за не. Да ги покажам резултатите на сите, како те се менуваат. Добро. Ѓоко мисли дека не. Во ред. Како се гласаше, јас не видов. Има во опциите polls пишува, одма до четот, има едно ова се триаголник, коцка и кругче, activities пишува и после на нив се оди на polls. Ја не знам како за тоа пише во коментар. Да. Или Сузе, имаш кај тебе на компјутер опција викни го Марко. Може да пишувате и на чет, нема проблем, јас ќе ги пребројувам заедно со овие. Океј, да завршиме со овој дел на полот. Добро. За тоа дека не треба диплома да се стане психолог, ние ставаме заблуда. Зошто е ова вака? Може ли некој да ми каже? Зошто треба едукација за да се биде психолог? Гледам дека Јаков има веќе коментар. Сака ли некој друг да додате нешто? Овели Теона. Здраво, јас сум Теона Ангеловска од Црвен крст Кисела вода. Според мене, искрено не се согласувам дека треба диплома, поради тоа што психологијата не е нешто што може да се научи преку теорија, преку нешто што е напишано. Сметам дека треба повеќе да се искуси, да бидеме ние надвор, да ја употребиме нашата имагинација, да потоа да наблюдуваме се што се случува околу нас, да зборуваме со други луѓе, да видиме како тие размислуваат, за да можеме да сватиме каков е светот, поради тоа што сите имаме различен видик на светот и сите не секој гледа реалноста. И тоа на пример можеби во некоја книга е напишано според некој како тој размислува, но може некој друг, можеби јас не се согласувам со тоа. Така да сметам дека доколку го учиме тој потоа правиме тест за тоа за да добиеме диплома, нема да биде баш правилно, фер. Океј, фала ти Теона. Повели Суза. Јас дури го најдов пулсот и додека гласав за. Меѓутоа, мојот глас да се однесуваше на тоа за да официјално се сметаш за психолог дека ти е потребна диплома, односно документ. Меѓутоа, ја следев Симона кажа доста добри работи со кои јас ги мислам и се согласувам со нив. Значи, не мора да значи, јас работам во образование, работам со деца,
работам 38 години. Јас немам диплома за психолог, немам ни диплома за педагог како педагог, меѓутоа некои работи, значи, ако следиш литература, ако те интересира самите околности, да речам, животни ситуации во кои што ќе се најдеш и така натаму, ќе те стават во ситуација да размислуваш, да речам, како психолог или малку повеќе да навлезеш во областа. Јас лично мислам, ме интересираат тие работи, така да читам и литература од таа област. Читав повеќе минатите години, бидејќи ми беше и потребна и во делот на работата. Супер, фала ти, Суза. Јас би сакал тука да дадам еден коментар. Кога го пишуваме психолог како психолог, треба да го имаме напомена и оваа разлика што ја правиме на почеток. А тоа дека имаме разлика меѓу психологија, која е истражувачка наука и се бави со истражување, со експерименти. Значи, во овај дел на психологијата, кога се дава тврдење, тоа експериментално, преку контролирани лабораториски услови, се утврдува дали е точно и дали не е точно. Значи, се поаѓа од теорија и таа се потврдува во вид на експеримент. Тоа ќе го видиме покасно. За да може да бидеш психолог, мора да имаш диплома, мора да ги знаеш начините преку кои се истражува и како може да одредиш дали нешто е вистинито или е лажно. А тоа може да го знаат само луѓето кои кога ги читаат психолошките истражувања може да ги разберат и може да видат колку се тие вистински и легитимни. Значи треба да има тука ригорозен тренинг и да се помине испит за методологија во психологијата. Како нешто е вистина во психологијата? Тоа не е само преку наблюдување, него станува збор за така пософистицирани експерименти кои се истражуваат. И за да бидеш истражувач психолог, ти треба да имаш диплома и, да кажеме, поминати испити по повеќе предмети, за да се разбере оваа комплексна, да кажеме, наука. Јако ќе ти дадам збор, само да преминеме на другиот дел. Ова е првата заблуда. Се имаме и вистини, така дајде да видиме што мислите за ова. Дали мислите дека ние го користиме само 8% од само 10% од нашиот мозок? Може да гласате на пол и може да пишете да или не. Тука сме близко некаде. Имаме 5 гласови да, имаме 8 гласови да, 20 не. Ова е вистина, значи. Добро, ајде гласаме уште малку. Може тука да го прекинеме ова. Ќе го пуштаме, па ќе коментираме меѓу време. Луѓето може да се гласаат уште. Значи имаме 14 гласови дека е вистина, 26 гласови дека е заблуда. Ајде да видиме што вели комисијата. Дека е заблуда. Зошто е ова знаење заблуда што го имаме ние? Односно ова е како, да кажеме, верување кое што е проширено и повеќето луѓе мислат дека е вистина, но меѓутоа тоа не е вистина. Со тоа што се мисли дека изворот на ова верување, на ова мисла, на ова теорија е на нешто што го кажал познатиот амерички психолог Вилијам Џејмс. Тој пред неколку години, односно да кажеме пред 1 век, кажал дека луѓето го користат само 10% од нивниот ментален потенцијал. Ова е многу различно да кажеме дека го користиме само 10% од нашиот мозок. Знаете, потенцијал е нешто што го имаме, но не сме го доразвиле. И тој така мисли. Ние имаме потенцијал за многу да развиеме во себе, но од тоа обично развиваме само 10%. А потенцијалот е нешто што се развива преку работа, преку учење, преку мислење, преку изучување, преку анализа на работите, а не станува збор за баш биолошко користење на нашиот мозок. Обично се мисли дека ова Ајнштајн го кажал, дека само 10% од нашиот мозок, па тој некако нашол начин
да ги приклучи на струја и другите делови, така да ова е заблуда. Ние го користиме 100% нашиот мозок и нашиот мозок функционира на унифициран начин. Сите делови во различни активности различно функционираат. Имате начини да го видите тоа на интернет, колку интересно се палат, се активираат различните делови на мозокот при различни активности кои ние ги правиме. Добро. Имаме ова, одиме со третото. Ова мислам дека ќе ви биде многу интересно, а тоа е дека изразувањето на лутина е подобро на место да се чува таа внатре. Да го пустим вас. Ако може уште еднаш прашањето, му харем не те разбрав. Сега, изразувањето на лутината, односно незиното испуштање надвор, нели да се удри нешто, да се, не знам, да се стегаат зъби, е подобро, и поефикасно да се издереме на некој, е подобро наместо да се чува лутината внатре. Мартин има крената рака. Повели Мартин. Мислам дека е точно ова мислење, затоа што јас сум таков. Јас сум таков, таква личност која знае да чува лутината внатре. Ја па внатре, извини. Да, или да чувам лутината и да имам таков гнев према некој, пример, да е према мајка, према другар, било што, а ако се изразам, уште полошо ќе испадне. Јас би сакал да слушнам Од една страна се ослободувам, Мгм. тој извини те прекинав. Не те прекинав јас тебе, повели. Али тоа е за и од друга страна, да, ќе се ослободиме на полесно, ќе ни биде, нема да го имаме тој гнев и стрес во било што. Значи ти тоа што го кажуваш ти е дека се прави тоа катарза, се вика во психологијата обично, као се исчистуваме кога ја извлечеме надвор. Кога ја пример да го удрам зидот сега и мене ќе ми помине нервозата, така? Океј. Јас би сакал да слушнам некој од страниве што викаат не. Дали може да ни дадат тие аргументи зашто мислат дека е не? Моника вика, но искажувањето од некој аспект добро затоа што слободува од организмот ти се искажуваат искрени чувства. Добро, дали може некој да ми каже зашто не помага да се изрази лутина? Од екипата што се не, од малцинството. Добро ли тоа е? Маја крена рака, Џоко крена рака. Повели, може Џоко прво, па после Маја, пошто тој беше првчина. Ја ја мислам дека е подобро да ја истуриме лутината. Океј. Зашто ако затоа што ако ја истуриме лутината, поаѓајќи од мене, мислам дека полесно ќе ни биде не во неделата, него во денот. Добро, фала ти, Џоко. Не знам да удриме нешто, да скорошиме, да опцуеме. Добро, не се баш да опцуеме, ама... Фала ти, Џоко. Повели Џина. Зависи на што се мисли изразување. Ако се мисли на удирање, викање и правење, не мислам дека тоа помага, меѓутоа ако и изборењето и искажувањето со добар начин е искажување, тогаш мислам дека би го сменила одговорот. Ја не мислам дека ако се раздерам ќе ми помине лутината. Ни ако удрам на нешто, мислам дека дури полошо ќе се чувствувам, пошто ќе направам поголема штета од претходно што било направено. Супер, фала ти, Ержина. Ова беше многу добар аргумент. Ајде да ја слушнеме Маја. Јас би пошла од тоа, не од тоа како јас ќе се чувствувам, него што ќе направам на околината ако ја изразам лутината. Убаво е тоа ние да го истуриме канчето што нас не смета.
Ама кој ќе биде резултатот на тоа? Ќе наљутиме некој друг, ќе навредиме некој дополнително, некој друг ќе носи нашата лутина. Каде ќе оди сето тоа? Што ќе се случи со тоа? И тука е прашањето дали на вистина не прави подобро ако ние удриме зид или дали осеќаме некакво стварно опуштање или друго нешто се случува. Ако удрите зид, многу ме интересира како ќе се осеќате подобро со раката во гипс, ама тоа мислам дека и за медицината прашање. Добро. И ова е заблуда, барем така кажуваат истражувањата, односно ефектот што ние мислиме дека се опуштаме ако изразиме на лутина, е само самата лутина која си оди. Лутината е транзиторна емоција и е нешто што брзо поминува. Па ние може да удриме, не знам, да удриме перница или пак да се поместиме или пак да опцуваме, тоа ни дава ефект како ние демек да се опуштаме. Но истражувањата покажуваат дека тоа не е вистина. Дека најчесто кога ќе се изрази лутината на нешто надвор, таа само се прави појака. Се поинтензивира како емоција, а не дека ни олеснува. Океј? Значи, поминавме 3 заблуди во психологијата, сега одиме на еден многу интересен експеримент, кој што сакам да го споделам со вас. Ова е како рубрика го напишав. Интересни експерименти во психологијата. Hawthorne ефект, 1955 година. Ќе го слушнете овој збор, па јас би сакал да знаете што значи. Елтон Мејо, еден истражувач, направил анализа на истражувањата од компанијата Hawthorne Works, кои биле правени во 24 и 32 година од минатиот век. Целта на истражувањата била да видат кога работниците се поефикасни на работа, кога има повеќе светло или помалку светло. Што мислите вие? Кои биле резултатите? Кога работниците се поефикасни? Чекај да ви направам повеќе светло, помалку светло. Ајде ве молам, гласајте. Двојка. Зборуваме конкретно. Добре, 11, 1, 15, 17. Јас имам уште многу работи да ви кажам, така да ова јас ќе го скратам. Нека биде уште 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1. Добро. 31 глас, 25 гласа се повеќе, 6 гласа се помалку. И сега, зашто се вика Hawthorne ефект? Резултатите покажале дека исто е. И кога има поголемо светло, и кога имало помалку светло. Тоа што влијае на ефектот е дека самите работници биле наблюдувани од некого. Кога работниците знаеле дека се наблюдувани, автоматски подобро перформирале. Така да, јас имам едно видео тука, не знам колку ќе имаме ние време да ги видиме сите овие. Може би да го пуштам. Job is to make college easier because students have a lot of fun. Само момент. Да, не го гледаме ние. Добро. Да биде. Океј. Сега се гледа, така? Па почнува. Да. The Hawthorne effect is the tendency we have to perform better when we know somebody is studying us. For example, a 2015 study of hospital staff hand washing found that staff were almost 3 times more likely to wash their hands when they knew they were being studied. The term Hawthorne effect comes from an experiment conducted at a US factory run by General Electric in Hawthorne, near Chicago, during the 1920s, into factors that affected productivity. Everything worked. Increasing the illumination of the factory boosted productivity. Dimming the lights boosted productivity. Introducing rest pauses also worked. So did small group incentives. Oddly, after a positive change, returning to previous work conditions was also met with positive results.
One popular interpretation of these results is that the novelty of being observed leads humans to perform tasks better. When we feel we're being studied, we improve our behaviour. Значи, секогаш кога некој не гледа како ние перформираме, обично нашите резултати се далеко подобруваат. Затоа според тие не можеле да одредат дали повеќе или помалку светло, но откриле некој друг интересен факт. А тоа дека работниците се подобри кога некој ги гледа или кога знаат дека се наблюдувани. Ова беше еден експеримент. Се враќаме на нашата психоедукација. Моето следно прашање е гледам коментари во врска со светлата. Тоа што сакав да го кажеме, се испитувало нешто друго, но испаднал еден друг ефект кој што го прави. Тие виделе дека и високо светло, и ниско светло, и не знам, повеќе паузи, помалку паузи, све функционирало. Работниците биле секогаш ефикасни и рекле, добро, зошто е ова? Кога виделе дека фактот што тие знаат дека некој ги наблюдува и дека ги снима, самото тоа ги тера тие да се поефикасни. Следното прашање, кое е така како верување по психологијата, да кажеме, е дека нашата меморија е како видеокамера. Сите записи кои ние ги имаме во нашата меморија, во нашето сеќавање, се точни. Така да моето прашање е дали сите сеќавања се 100% точни. Се мисли на сеќавања ние што ги имаме. Launch. Може да гласате. Што се тоа е та поговорката, кога не е мачката тука, глувците играат торо, така? Океј, тука имаме не, добро, значи имаме но јако не. И ние одма преминуваме да кажеме дека ова е лага. Односно, научниците правеле обично експериментите кои се правеле да го докажат ова, иако ова верување во еден момент било како така точно промислувано во поп-психологијата, мислам, во тоа што го верувале луѓето е дека се што не паметиме и мозокот е на камера која нон-стоп снима и некои снимки може да ги вратиме со комплетна 100% точност. Меѓутоа, ако прашате 20 луѓе што се случило во еден настан, тие сите ќе ви кажат различна приказна. Ова кажува дека во нашите приказни најчесто се случува реконструкција. Односно тоа што го размислуваме ние, обично не е вистина. Имаме тука и многу лични елементи кои ние ги додаваме. И ние имаме тенденција да ги завршуваме нашите сеќавања кои се некомплетни. Добро. Али мислите дека различностите се привлекуваат? Различностите се привлекуваат. Вистина, заблуда. Јас ве молам да гласате. Може да кажувате и јас многу сакам да го слушнам вашето мислење тука. Океј, близко сме со гласањето. 11 со 10, 13 со 10, сега е вистина. Добро, 15 со 11, 16 со 11. Океј. Добро, може ли некој да ми даде коментар за ова? Ајде да видам. Кој ќе крене рака? Джина, ама мислам на Джина е заборавена раката. Иако Джина те молам. Да, заборавена, ама имам мислење, да. Ајде, повели. Всушност мислам дека е обратното. Истите или сличните квалитети не поврзуваат, зашто само на таа база можеме да се разбираме. Доколку сме премногу различни, потешко е да се разбираме. Ова јас го ставам во ниво на врска, пријател, близок, да кажам, партнер. Да. Океј, фала ти, Джина. Ова е интересно, што ти мислиш дека така е. Ајде да слушнеме Теона што мисли. Јас се согласувам дека различностите се привлекуваат, поради тоа што ако тргнам од самата себе, многу ми е поинтересно кога зборувам со некој што е
што сакам многу различни работи од мене, поради тоа што, например, јас сум навикната цело време на работите што јас си ги знам и си ги сакам, но кога зборувам со некој што сака обратно од мене, учам многу повеќе и тоа ми станува поинтересно и имаме повеќе теми на разговор, имаме повеќе што да збориме, не збориме за работи што, например, и двајцата ги знаеме, па онака се согласуваме, вака имаме повеќе дебатирање, несогласувања и поинтересно. Супер, тоа важи. Ти мислиш дека тоа што некој друг има други интереси може да држи еден разговор подолго, една конекција подолго со тоа што учите еден од друг. Супер. Повели Андреја. Андреја, мислам, има Андреја Митрулова. Да, здраво. Не ми се потуши микрофонот. Јас сум Андреја Митрулова, Црвен крст Карпаш. Здраво. И мислам дека е вистина и се согласувам со Теона, извинете за куќето, ако ви смета. Се согласувам со Теона, бидејќи ако само се согласуваме за се, маца ќе стане досадно, ово е убаво, да, и мене ми убаво, и само ќе збориме за тоа колку убаво. А ако имате различности, еден мисли дека не е убаво, другиот мисли дека е убаво, се споделувате идеи и можеби ти ќе смениш гледиште на нешто и би имало поголема дискусија за тоа зашто мислиш дека не е убаво или дека е убаво, ако има премногу различности, може и да не е толку добро, ама да, мислам дека само ако имаме исти мислења за се, ќе стане досадно во тек на време и ќе немате веќе за што да зборите. Топ, фала ти, Андреја. Алекс, сакаш да кажеш нешто? Да, ова ми е мене баш популарна психологија, баш дел од популарна култура. Многу зависи за кој ниво ние зборуваме, значи за каква врска, за каква релација, за какво продлабочување, за какво привлекување и за какво одбивање. Да, може да биде интересно кога ќе сретнам некој кој што е различен од мене денеска, но ако збориме за нешто подлабоко, нешто повеќе, сметам дека е многу важен луѓето да имат ист систем на вредности кои што го носат, за да може да функционираат понатака. Така да многу зависи каква релација градиме, каква е врската што треба да направиме и слично. Значи тоа беше објаснувањето за ова. Иако ова е често, како што кажа и Алекс, верување кое што е популарно помеѓу луѓето, дека различните, мислам тоа е како да кажеме магнетизам, ние тоа го знаеме од физиката, дека минус и плюс се заедно. Обично во човековите релации, ако сакаме да изградиме, да кажеме, подлабоки, подолготрајни, постабилни врски, сличниот систем на вредности се подобар предиктор во психологијата се вика тоа, кога сличниот систем на вредности подобро предвидуваат дека ќе има долготрајна и стабилна врска. Сличниот систем на вредности луѓето ги држи заедно и после долготрајно време тие можат да бидат заедно и да го продолжат животот како пар или како пријатели или како што и да е. Така да ете, пробивме уште една заблуда. Не знам, може би на некој од вас си викате ова не е можно, ама да, лонче и капаче вика Ана Марија. Различностите може да се фактор да ние да имаме разговори, да не привлечат кон некого, но истите вредности се тоа што не тера да останеме. Во тоа друштво, пријателство, врска и како и да е. Океј, јас имам и едно видео кој сакам да го разгледаме, а гледам дека може да го дозволиме, тоа времето не го дозволува да го гледаме, а тоа е за нешто што се викаше, што уште тоа е лева страна, десна страна на мозокот, односно која страна повеќе ти функционира, левата или десната. Ајде да го видиме ова видео. Common myth that There's a common myth that people's personalities are tied to a dominant side of their brain. Left brain people are supposedly more analytical. There's a common myth that people's personalities are tied to a dominant side of their brain. Left brain people are supposedly more analytical and mathematical, while right brain people are said to be more creative and artistic. But the truth is, there's no such thing as being a left-brained or right-brained person. The brain does have two sides called hemispheres,
each of which controls certain functions. The hemispheres communicate by sending signals across a bundle of nerves in the middle called the corpus callosum. For most of us, the left side mainly controls language, while the right side mainly controls visual and spatial abilities. That's why people who've injured the right side of their brain are more prone to get lost. Interestingly, when it comes to movements, each side of the body is controlled by the opposite side of the brain. So the right hemisphere operates the left side of the body, and the left hemisphere operates the right side. If, like most people, you're right-handed, it's because your left brain is dominant in that area. But overall, we use both sides of our brains equally. Whether you're making music or doing math, the left and right hemispheres work together, and personality traits like creativity or analytical thinking involve the entire brain, not just one side of it. Something to keep in mind next time you hear that you're using only half your brain. Океј, тука некаде ние со нашите заблуди им ставаме крај и стануваме по реални со тоа што се вистини и што заблуди во психологијата. Една од тие што сега за тие што можеби не разбираат англиски кажува дека не постои типологија која може да се основа на лева и десна страна на мозокот. Интересно е тоа што левата страна на мозокот е контролира десниот дел, односно левата страна контролира десната рака и десната нога и обострана. Точно е тоа дека едната страна повеќе се фокусира на аналитички функции, другата на креативни, но тие заедно работат, заедно функционираат. Исто како тој моментот на 10% од мозокот. Мозокот 100% функционира и двете хемисфери заедно работат кога во било која функција, било тоа во цртање, било во зборување, било во размислување, во играње шах, по редење стожувалки и слично. Океј. Овде има уште еден интересен експеримент, кој јас мислам дека треба да го знаете, и тој се вика експериментот на Бобо куклата. Деца од 3 до 6 години биле поделени во 3 групи и гледале различни видеа. Бобо куклата е една голема интересна кукла, јас ќе ви покажам видео. И првата група гледала видео, DVD, печињата гледале DVD видеото, како некој насилно се однесува со Бобо куклата. Значи ја удирал со тупаници, користел предмети против Бобо куклата. Втората група гледала како луѓе си играат со Бобо куклата. Третата група не гледала модел или видео. Резултатите од ова истражување дека агресивното поведение се учи како модел на однесување од средината. Децата што гледале видео како некој се тепа со Бобо куклата или пак агресивно се однесува со незе, истото потоа го правеле и тие со Бобо куклата. Децата кои што гледале како луѓето играат со Бобо куклата, истото го правеле и тие со Бобо куклата. Додека третата група останала неутрална. Имам уште едно видео кој може да го видиме. Inflated doll, and the physical aggression was accompanied by novel hostile strategies. Звукот е пак доволен. Simulated targets rather than require them. The model pummeled the doll with a mallet, flung it in the air, kicked it repeatedly, threw it down and beat it. Сега гледаме децата кои го гледале ова видео, истото го правеле потоа со Бобо куклата. Ете гледате тука. Што мислите, зошто е важно ова експеримент? Зошто е толку, мислам, овај популарен експеримент во психологијата? Што ни зборувате? А што ни кажува? Гледам дека Ана Марија има коментар. Човекот како суштество има тенденција да имитира појави во случајов однесување од средината. Дали сака некој да сподели? Повели Андреја. Учевме нешто по педагогија дека
луѓето не се воспитуваат, туку само подсвесно го имитираат постарите луѓе и мислам дека тоа е исто во експеримент, децата не се воспитани како да се однесуваат со куклеца, туку само го имитираат постарите, бидејќи те го гледаат тоа и мислат дека тоа е правилно, бидејќи се учени дека постарите знаат се и постарите треба да се слушаат. И мислам дека се сведува на тоа подсвесно имитирање на старите лица. Значи, децата така учат. Децата учат по модел. Има и уште еден интересен експеримент што се има правено на новороденчиња на бебиња, има ставена слика од човеково лице, има ставена слика од пикато. Тие повеќе биле привлекувани од човековото лице. Значи, тие уште од мали имаат тенденција да ги следат и да учат од луѓето што се околу нив. И ова истражување е многу важно, затоа што ни кажува дека колку насилството е нешто што се учи, колку е нешто што ако е во средината, предвидува дека потоа и самиот човек ќе го прави тоа. Ова стои за филмови исто така. Што мислите зошто има голема дебата, уште е таа актуелна, дали треба да се покажуваат цртани филмови или филмови со насилство уопште било какво на деца? Какви последици може да има тоа? Според овај експеримент, тие се негативни. Односно, тие ќе го прават тоа што го гледаат. Еден друг експеримент се вика поделен клас. После убиството на Мартин Лутер Кинг, кој може би го знаете, ако не го знаете, мора да видите кој е Мартин Лутер Кинг, една наставничка ги поделила учениците во две групи. Ученици со плави очи и ученици со кафеави очи. И во првиот ден им има кажано на учениците со плави очи дека се супериорни и дека во никаков случај не треба да се дружат со лицата со кафеави очи. Потоа, еден од тие ученици го одбрала и го натерала да зборува негативни работи за учениците со кафеави очи. Сега може да замислите, тој излегол и кажал, децата со кафеави очи имаат обично плава коса и се, не знам, глупи, не знаат добро да зборуваат и не се облекуваат убаво како нас и ред други работи. Повеќе дечиња така. И лека по лека децава со плави очи почнале поинаку да се однесуваат кон децата со кафеави очи. Почнале да ги туркаат, почнале булинг да им прават, да ги малтретираат. А децата со кафеави очи попуштиле. Не ги училе лекциите доволно добро, имале по-намалена самодоверба и се однесувале полошо. Другиот ден, наставничката ги сменала групите. Со тоа што децата со кафеави очи биле тие што се супериорни, и кои што се добри, и кои што се убави, и кои што се паметни, а децата со плави очи биле другото, односно биле групата која што била на овој начин, да кажеме, малцинството. Што мислите, зашто е важен овој експеримент? Повели Ѓоко? За да ни докажа, за да ни се докаже дека сите сме исти, деца со кафеави, со розови, со сини, и машки, и женски. Супер, Ѓоко, фала ти. Тоа е една порака што е носи експериментов. Што мислите, која е другата порака? Повели Михаела? Па мислам дека другата порака, дека без разлика каква боја на очи да имаме, дали сини, зелени, кафеави, сепак сме деца и луѓе, треба да се сакаме, се почитуваме и да не се навредуваме само поради тоа што некој имал такви очи или таква коса или така се облекувал. Значи, сите сме луѓе и сите сме човечки суштества. Да. Супер, Михаела. Фала ти. Гледам, Марија кажа многу добар коментар и би сакал, ако може да ни го образложи, а сега повели Верица. Па мислам, бидејќи првиот ден учениците со плави очи добили како некоја моќ, почнале да третираат децата со кафеави очи, а наредниот ден тоа се променило, дека од експериментот заклучиме дека некој ден ќе имаме, но не значи дека и наредниот ден истото ќе може да се однесуваме, па треба да размислуваме и наредниот ден се каков впечат ќе оставиме. Добро, фала ти Верица. Повели Марија, фала ти.
Се вклучи? Во однос на етикетирањето, овој пример јасно ни окажува како и позитивните и негативните етикети влијаат на нашиот начин на однесување во наредниот период. И дека многу често етикетирањето можеме и да го злоупотребиме и да го искористиме во лоша насока, но еве гледаме и како може да се искористи во позитивна насока. Сите ученици со светли очи не биле супериорни, не биле најдобри, меѓутоа тој ден они сите се чувствувале најдобри, само затоа што денеска добиле таа етикета. Така јас гледам на се во. Супер, Марија, фала ти. Па, јас да го заокружам тоа што кажавте вие. Алекс исто така кажа и Сузана исто така и Сара кажа многу добри поенти, а заокружени тие гласат вака, дека доколку децата или пак луѓето растат во средина која што им кажува дека тие се супериорни, а другите луѓе се инфериорни, дека се нешто помалку од нив, врз било каква основа, тие ќе се однесуваат на овај начин со нив. Така да многу е важно како се растат децата, во каква атмосфера. Дали во атмосфера каде што тие мислат дека одредена група е супериорна. Тоа веќе покажува како тие ќе се однесуваат понатаму со другите групи, кои што не се во нивното обкружување. Така да, ова кажува колку уствари расизмот и другите видови се длабоко вкоренети и како тие произлегуваат од општеството. Како тие, кога се такви, ја обликуваат личноста, да кажеме како некој мозаик ја прават и понатаму, таа ќе се однесува на одреден начин, затоа што е растена во такви услови. Тука некаде е крајот на мојата психоедукација, да кажам, со заблуди и со вистини. Еден последен дел, кој што сакам да го спомнам, кој што вас секако ви е познат, се ова. Get out of your own way, awaken the giant within, the subtle art of not giving a okay, can't hurt me, years of yes. Некако ми е тешко да ги читам, сите ми се грозно, мислам, пишува Јуко. Ајде, сакам да слушнам ваше мислење за овие книги. Сигурно некој од вас ги прочитал овие книги. Сакам да ми кажете какво мислење имате за овие книги. Повели Марија. Окей, имаш заборавено раката. Има ли некој прочитано ваква книга? Имаше една од Скот Пек, исто така беше таа, многу позната. Маја, дали си тука? Пут коим се реđe иде. Тука сум. Што имаш ти да кажеш за овие книги? Колку тебе те бендисуваат лично? Јас имам да кажам дека се имам обидено да прочитам неколку илјади пати вакви книги, затоа што насловите знаат да бидат многу привлечни и немам успеано да поминам понатаму од седма страна. Последен пат имав таков обид со книга што се вика Како помалку да мислите. И многу се израдував, затоа што мислев дека ќе биде нешто интересно за читање. Не е интересно за читање. Јас имам проблем со тоа некој да ми вика дека сум јас најдобра и дека само така треба да го продолжам и дека само ако стигнам до крајот на книгата ќе го освојам светот, све ќе биде добро и веќе ништо лошо нема да ми се случи во животот. Некако тоа ми делува како шамански материјал, како да сум на некоја магија и едноставно не сакам да потпаѓам под такви, што знам, паушални и плитки влијанија. Океј. Фала ти. Поели Ѓоко има нешто да каже за ова? Ја пишав и во коментар, мене ваквите книги не ми се свиѓат, а и грозни ми се, мислам тоа со самоубиство, со тепање меѓу други, мене тоа ми е дно. Ѓоко изгледа не си ги разбрал, овие се друг вид на книги, овие се книги кои во нив има инструкции како ние да го искористиме максималниот потенцијал и како да постигнеме некаква задоволство во животот, како да не се грижиме што не зборуваат другите. Океј, меѓутоа, океј, да, погрешно сум го разбрал прашањето. Па ајде.
Ајде, не сум толку љубител на книги, затоа може би да сум љубител на книги, може би ќе сум прочитал. Супер, важи. Фала ти, Ѓоко. Повели, Алекс. И извини за недоразбирањето уште еднаш. Нема проблем. Било ми е што разјаснивме. На мјут си. Извини, се наместив, важно да почнем со зборување. Може би да додадеме на крајот, да направиме разлика, бидејќи збориме за млади луѓе кои што се присутни на овие работилници сега и дел од нив може би ги читаат овие книги. Јас сепак мислам дека е добро да се чита нешто отколку да не се чита ништо, под број 1. Од друга страна, поголемиот дел од овие книги се позитивни, промовираат позитивни вредности. Тие не кажуваат лоши работи или во смисла промовираат негативни вредности, туку позитивни вредности, како да се биде истраен, како да се биде упорен, како да се биде подобар, како да ја пронајдеш добрината, светлината. Така да верувам дека во одредени фази на растење дел од овие книги се добри, бидејќи еве гледам дека некои од луѓето ги читале, ги прочитале, им значеле и така натака. Туку само да се направи разлика од самиот почеток кој што ти го кажа дека, нели, за да бидам јас психолог, навистина треба да имам сертификат, односно диплома дека јас сум го завршил тоа, дека имам официјално да речам официјално сум го завршил факултетот, имам таква лиценца. Тука да се направи разлика дека не секој од тие ги пишува ваквите книги, туку дека тие се можеби малце поинакви психолошки книги. Повели Јаков. Јаков, не знам дали ме слушна, повели. Јаков изгледа смени мислење, повели Арџина. Да, јас сакав да го кажам, речи си тоа скроз тоа што го кажа Алекс. Мене, например, една од омилените книги ми е The Secret и сите следни книги на Ронда Бирн. И така, лесница за читање, дава убава енергија, не знам тоа психолошки дали е, не знам, исправно или... Меѓутоа, мене и како ми носат убави промени во денот, во расположението, некои од овие книги што јас сум ги прочитала. И од Скот Пек, ова пат на кој што ретко се иде, што ја спомна Алекс, ја 3 пати таа книга сум ја читала и баш така убав впечаток ми има оставено. Не знам ја како би ги разликувале книгите кои што даваат не доволно точни информации, можеби, меѓутоа ако ме прави убава да се чувствувам ако постанувам малку подобар секој ден поради таа книга, макар и да не е добра книга, тако ако мене така убаво ми влијае, мислам дека... Да, на крај, да, ако тебе ти се... Ако ти се допаѓа, ако ти дава позитивни чувства, мислам тоа е важно. Зошто сега јас да заокружам? Затоа што ни поминува времето. Фала ти, Джина, фала ти, Алекс, Маја и сите тие што кажаа по нешто за ова. Сите што коментираа тука. Сакам да додадам нешто, зошто јас ги додадов овие книги тука. Лично јас немам ништо против овие автори, против овие книги. Јас знам дека некој од нив имаат поминато тешки приказни, според своите приказни може да ги мотивираат и другите луѓе. Меѓутоа, тоа што треба луѓето да го знаат е дека ова е една индустрија која се вика self-help или самопомош, која во годишно ниво во Америка некаде прави по 14 милиарди долари. Дали во Америка или во светско ниво. Само сакам да кажам дека овие се книги кои се обично тие се пишуваат со лични приказни или со лични примери и имаат за цел луѓето да ги поттикнат да ги променат своите животи и често се преку некои магични чекори кои луѓето може да ги направат. Ти може да имаат позитивен ефект врз личноста на луѓето, а обично нивниот ефект е кратко траен. И после првата self-help книга, обично често следува и другата, и третата и четвртата. И во нив може, сега не во сите, може често да се користи психолошки жаргон или тие да тврдат дека користат некои трикови кои што се потврдени од психологијата. Вие, како едни луѓе кои што критички размислуваат, младите тука кои што ќе читаат, треба да ги проверите дали овие книги имаат референци,
од кого се пишани, дали човекот кој што ни зборува за овие работи е на вистина стручњак или само ни кажува негова лична приказна што може на нас да ни помогне. Треба да бидеме многу предпазливи. Што етикетираме како психологија, која што е научна академска дисциплина, и што е всушност, мислам, наши лични приказни кои што треба нас да не мотивира да продолжиме понатаму. Мотивацијата е само една емоција, така да овие книги често нивниот ефект може кратко да трае. И одма бараме друга книга. Друга критика која што се опатува на овие книги, сакам сите да ја знаете, е што најчесто социјални проблеми на окружувањето ги решаваат преку индивидуално ниво. Односно, ако ние имаме проблем со сиромаштија, ако имаме проблем со невработување во земјата, или ако имаме проблем со пандемија, или со COVID, или со недоволна поддршка во нашето заокружување, тоа нема да го смениме преку not giving или преку getting out of your way, но станува збор за сериозни социјални структури кои треба да се променат и не оди променат од лично или индивидуално ниво. Но ова е веќе тема за друг пат, затоа што гледам дека има многу интерес да се разговара за ова, а ние веќе доцнеме и треба некаде тука да ја затвориме нашата работилница, така да со ваша дозвола, ако имате некои прашања, може да ми ги опатите мене на мојот Facebook профил преку кој објавувам промоции за нашите работилници и ние може да продолжиме со најава за наредната работилница, така да официјално тука затвараме со предавањето. Наредната работилница ќе биде Ангела, таа е моја пријателка пред се, потоа ПХВ инструктор, многогодишен волонтер во Црвен крст, таа е обучен млад пожарникар. Значи имаме човек кој што бил на терен и има многу да ни кажа. Таа е ентузијаст и сака предизвици. Така да мислам дека ова е нешто што ние треба да го слушнеме и многу потребно за нас. И една од тие практичните работилници, може да кажеме, каде што тоа што ќе го научиме, може би и некој ден ќе треба да го ставиме во пракса. Противпожарна заштита, опрема и прва помош при пожар. 2 декември во 8 часот, знаете на кое место, а тоа е на Google Meet, така да се гледаме тука некаде во наредната работилница во четврток. Нас не останува сега евалуација и слика за на крај. Повели Алекс. Да, додека ја пушташ евалуацијата, сакав да кажам, од оправдани добри позитивни причини Ангела денеска не е со нас. И обично е пракса инструкторот кој што ја држи следната работилница да биде тука, да ги поздрави, да им мафне на учесниците, така да еве јас го правам тоа некако во име на Ангела. Она очекува на вистина голем дел од вас да бидат на следната работилница и она што е интересно дека, како што каже Мухамед, таа ќе биде практична работилница и ќе се случува можеби токму во некој од противпожарните друштва, така да ќе имаме можност да ја видиме опремата, можеби дури некој разговор со некој од пожарникариве, така да на вистина Ангела го замисли сето тоа многу интересно. Умеѓу време Мухамед веќе идат одличните коментари за оваа работилница, да дознам. Не се отвара линкот. Да, линкот не се отвора. Извини, Алекс. Извини. Еве Мухамед ќе го пушти уште еднаш линкот. Јас ги читам убави